Знаете, секогаш кога ќе заврши Пивофестот во годината кога се прави фестивалот, се размислува како да биде следната година подобар, да се промени локацијата. Години неназад се правеле дискусии меѓу граѓаните, меѓу угостителите, меѓу институциите, да се промени локацијата на одржувањето на Пивофестот. Така и оваа година размислувавме дали да остане на истата локација каде што беше во центарот на градот и да ја промениме локацијата. Направивме и неформални консултации, неформална анализа со граѓаните, со институциите, со угостителите и верувајте добивме повторно позитивен знак за одржување на Пивофестот на старата постојна локација во центарот на градот, од едноставна причина во сите тие анкети и разговори никаде не може да најдеме подобра инфраструктура од постоечката и посигурна и подобра безбедност за учесниците на фестивалот. И затоа и оваа година се одлучивме локацијата да биде на истото место. Да напомнам дека оваа година ќе биде малку поинаква и поразлична од претходната, затоа што ќе имаме повеќе пива пред, повеќе пивари за овогодишниот Пивофест и ќе имаме разновидна, поразлична програма, алтернативна програма која што ќе биде не само во вечерните часови, туку за овие 4 дена, текот на целиот ден, целата вечер до доцните часови до раните утрински часови за секој ден. Голем предизвик е да се организира фестивал кој веќе 16-17 година направи своја традиција и регионално до Белград е најголемиот пивофестивал во целиот регион. Единствен поголем ваков фестивал е белградскиот. Прилеп има можност да го завземе целиот регион со овој фестивал. Веќе во најголемите фестивали во Македонија 3, можеби и најголем. Градоначалникот кажа, се обидовме да направиме програма за сите таргет групи, со посебен акцент на изведувачи локални. Луѓето кои работат и творат во Прилеп, има многу квалитетни луѓе, мораат да дојдат на голема сцена пред волку публика, мора да ги видат. Потоа направивме избор на различен вид на музики за сите различни популации. Застапени се сите видови на музика, рок-н-рол, значи традиционална музика, алтернативни музичари, поп музика. Гости има од целиот регион. Исто така оваа година за прв пат отвараме објект во кој што ќе има можност, се извинувам, да се пријави изгубено најдено. Од ваков обем и од ваква посетеност фестивали имаат потреба од таков простор. Во самиот централен дел се мести и пейнтбол арена, која што ќе биде достапна сите 4 дена 24 часа како дополнителна активност. Воведуваме игра во вечерните часови пред почетокот на главната програма Пивопол, исто во централно градско подрачје. За прв пат оваа година на Пивофест правиме активна детска зона која што ќе биде понастрана од централното подрачје и која што ќе функционира во два временски интервали, од 9 до 12 наутро и од 6 до 9-10 навечер. Таму имаме строго содржини детски за најмладите, да можат да имаат алтернативна опција каде што би отишле. Периодот од 12 до 6 часот го задоволуваме со летна забава во хотел Салида, во аквапаркот Салида, со посебна летна програма и промоција на нашите, на македонските прилепските изведувачи. Ја имаме во тој дел тука блиску активна, исто како и лани, кампинг зоната на Могила, која што оваа година од 18 до 21 мислам дека ќе биде најмногу посетена. И оваа година исто го активираме јавен простор со дополнителна алтернативна програма, нормално за различен вкус, доколку не одговара програмата на Централната бина. И имаме програма за најмладите која што ќе продолжи после главниот настан, после Централната бина на Камена бина во раните утрински часови со промоција претежно на наши прилепски диџеи, меѓутоа тука има и македонски изведувачи. Морам да ги пофарам. Нашата програма во тој дел ја организираат заедно со мене Рум 313. Исто така ќе правиме и презентација на нашите културни
знаменитости во Прилеп. Имаме организирани тури со Вовчето на музејските поставки, кои што ќе одат од исто во 2 временски интервали. Нормално ги избегнуваме жешките периоди заради безбедноста и на посетителите и на граѓаните. Исто и тие ќе одат од 9 до 12 и од 6 до 9. 4 дена активно.